на завчера беше, завчера. Да. И ќе се разговара во однос на предлог за председател на собранието, со оглед на тоа дека сегашниот председател на собранието е предложен за председател на техничката влада и нормално дека организацијскиот секретар и генералниот секретар ќе поднесат извештај за сите оперативни активности кои што се направени во текот на изминатата недела, а после последниот извршен одбор кој што го имавме. Има ли други теми, да кажеме, кои околу вашиот кандидат за председател на државата? Дали може би ќе поддржите кандидат на ДУИ, бидејќи Бујар Османи веќе најави дека нивна следна амбиција е председател на државата? Гледате, сите политички партии имаат своји амбиции. Меѓутоа, председателски кандидат ќе биде од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, како што беше и на минатите избори, и ќе има најшироката поддршка од политичките партии, граѓанските организации, поединци и така натаму, и тоа ќе биде председателот на државата и во следниот мандат. Ќе се најде ли тоа вечерва на дневен ред, како и евентуалното коалицирање за предизборите? Вечерва тоа нема да биде тема на дневен ред, бидејќи на минатата седница на извршниот одбор донесовме одлука за отпочнување на постапка, што значи дека службите веќе ги подготвуваат потребните документи со цел да се закажат другите тела на партијата и да започне процедура за предлагање на кандидати за председател и подосна за селекција и за избор на председателски кандидат. Добро, како ќе постапувате доколку ВМРО-ДПМН не предложи министри, заменици министри во техничката? Гледайте, техничката влада е законска обврска и таа е наведена во законот за влада, во законот за избори, така да сметам дека сите политички партии треба да ја испочитуваат својата законска обврска. Тоа е обврска на сите политички партии, исто како што е моја законска обврска на 100 дена пред изборите да поднесам оставка, што ќе го направам. Исто така е обврска и одговорност на сите политички партии да учествуваат во изборниот процес. Воспротивно се става една дамка на изборниот процес без никаква потреба. Вие знаете дека имавме успешна лидерска средба, на таа лидерска средба практично со исклучително широк консензус беше договорен и датумот за председателските избори и датумот за парламентарните избори во нивниот редовен термин. Исто така со исклучително широк договор беше поддржано дека ќе имаме техничка влада, значи дека на толку краток период пред изборите нема да има промена на изборниот закон во тој дел и на законот за влада, што значи дека сите политички партии треба да учествуваат во изборниот процес така како што е предвиден согласно закон и на крајот да имаме демократски избори како што имавме и во изминатиот период после 2016 година и да добиеме и председател на држава и парламент, се разбира и влада, и Северна Македонија да продолжи во своите евроинтеграции. Ви благодарам.